Почитувани мои, добар ден. Вие сте со новото издание на Црвена линија, а денес верувам дека ќе ве има во огромен број, како што впрочем има во секој издание на Црвена линија. А еве што сакаме да поразговараме токму со вас и да ги слушнеме вашите ставови и размислувања. Црквата повика на масовен протест. Велат, не сме против ничии права, туку против закони кои го редефинираат општеството. Овие закони носат поинаков контекст на поимот род. Ние родот не го одвојуваме од полот, па ако има два пола, има и два рода. Ова не е наша реалност и не сакаме да биде наша реалност. Ваков е ставот на црквата. Она што ве прашуваме вас во денешно издание на Црвена линија, дали вие го поддржувате лично законот за родова еднаквост и секако тука ќе ве потсетиме да не заследите на Facebook Црвена линија и на Twitter Црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија на Facebook, но и задолжително да не заследите на Instagram доколку не сте го сториле тоа досега. А еве и зошто, бидејќи секојдневно објавуваме анкети за нашите инстаграмџи, денес поставуваме ново прашање до сите вас кои што не следите на Инстаграм. Па прашањето гласи. Сега ќе можете и да го видите, верувам. Така, еве вака е на Инстаграм стори прозорчето, кој род сте вие? Имате три опции за одговор. Под А машки, Б женски, В некој од новите родови. Така да, зависно од тоа каков е вашиот одговор, кликнете на опциите, а резултатите ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите во ова денешно издание на Црвена линија. Што се однесува до ова денешно издание на Црвена линија, правилата за да бидете вклучени во емисија се едноставни, доволно е да го завртите телефонскиот број 0230700005. Тука и ќе ве потсетам дека имаме 5 активни линии, задолжително да се намали веднаш тонот на телевизорот. Ова е од технички аспект со цел подобро да се слушнеме и да немате впечаток дека не сте вклучени во програма, да не ви се создава ехо, дупло да слушате и така натаму. Со оглед на темата, еве на самиот почеток, апелирам, знаат оние кои што редовно се јавуваат во Црвена линија. Црвената линија исклучително е сензитивна и реагира доколку се користат погрдни зборови, навредливи зборови, говор на омраза и секако говор кој што алудира на насилство. Така да секој од вас секако добре дојден да го сподели својот став, видување и размислување. Само секако имајте во предвид дека не следи и малолетната публика, зошто да не ги скажеме ставовите на, слободно ќе речам, цивилизирано ниво, без да бидеме со погрдни зборови во говорот и секако зборови на омраза и насилство. Па ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние. Прашањето можете да го видите, значи прашуваме дали го поддржувате законот за родова еднаквост и дали има државата капацитет да го реши овој проблем. Добар ден! Добар ден, почитување! Добар ден, секој е добро. Па еве, кои се вашите ставови во однос на темата која што денес ја имаме во Црвена? Значи, дали го поддржувате законот за родова еднаквост? Не го поддржувам. И сметам дека вака убаво среден, со зборови, прашањето не е дообјаснето, односно не сте вие виновни, односно точно го прават така убаво да изгледа, а тоа носи таква предлогот на родова еднаквост е сосем друга ситуација. Јас кажам моето, во врска со државата дали има капацитет, државата мора, иако е притисната од така наречени демократски, како не знам се дури сум збонешто да кажам зашто нема ништо демократско во тоа, да мора да балансира заради тоа што надвор е притисокот огромен. Државата треба да внимава и што оние луѓе еве како мене и слични не сакајќи некого да повредат, ниту да узурпираат нечие право, ама не се согласуваат. Тоа е нашето изјаснување како тие го вреднува. Дали има едни вака за, и другите против, па некоја мерка за вредност да видиме. Вака што се случува е уништување на се што е добро и што е доказано добро од повеќе вековното живење на битието во цел свет.
Ви благодарам многу. Големо благодарам и вам и со оглед на тоа што бевте и првиот гледач и го пробивте мразоци, како топло препорачуваме да останете со ова издание и да ги проследите излагањата и на останатите гледачи. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Повелете. Благодарам. Да ви кажам искрено, многу фино спаковано за да може да му се поверува. Традиционалното семејство ќе исчезне тогаш, затоа што со воведување во образование прв родител, втор родител, веќе се деградира семејството. А со законот се поистоветуваат луѓето со животните и со растенијата. Тогаш некој ако се чувствува како палма, и јас не можам да му се спротивставам дека има лик на човек. Значи, неговото чувство ќе биде примерно и јас ќе бидам казнет, ако му кажам дека не е пал. Прво, создаваме со сила омраза на говор, на луѓе или ставови кои што ќе бидат 0,01% во нашево граѓанство. Во нас, во население од 2 милиона жители, не знам кој може да врши притисок од надвор. Ако нашиве овдека, забезегнати по сите нови работи кои што не ги слушнале, не ги ни разбрале, ги применуваат и сакат на сила да ги воведат, за да создадат општ хаос, како што сега имаме економски хаос, социјален хаос, здравствен хаос, па и наш човечкиот род да не деградира. Дефинитивно сум против ова и да... Благодарам многу. Ке посетам само за оние кои што во продолжение ке се вклучите. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди е секое излагање, но секако отворени сме и повторно да бидете вклучени и да добиете своји нови 90 секунди. Благодарам за гледачката и низиното јавување. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата Добар. Прв пат се јавувам. Драго ни, верувам, нема да биде и последен пат. Не, зашто многу имат и сега и видов дека пред 2 дена дека сте имали исто. Се ова што да кажам, за што е пишано исто за него да зборува. Еве, дали го поддржувате законот за родова еднаквост? Какви се вашите ставови во однос на... Да ви кажам, јас до старата генерација, ја не го поддржувам ова што се носат вакви глупа и работи. За мене. Иначе, друго не знам ништо да кажа. Добре, дали тоа значи дека ќе бидете дел од протестот? Се исклучи гледачката најверојатно. Добро, никој од вас се куси во излагањата, така да имате одговори во првите 10 секунди. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако сум јас во емисија. Да, во црвена линија сте, повелете. Да, во однос на првото прашање, дали го поддржувате законот за родова еднаквост? Да. Секој може да се пише како што сака и како се чувствува. Тоа е нормален процес, цивилизацијски сега, во овие текови. Нема што ние омраза да ствараме преку и различности, некои што ги имаме од нас. И тоа е нормално. Кој како се чувствува така. Не е нормално тие што се чувствуваат поинаку од нас да не малтретираат и да не кажуваат како треба ние да се чувствуваме. Ние се чувствуваме така, они нека се чувствуваат поинаку и така натака. Тоа е процес кој се развива во цивилизацијата и така треба да продолжи понатака. На протест не би одел, би ги поддржал. Сите имаме права, сите имаме потреби, некои вакви, некои онакви, и сите сме луѓе кои имаме милион различни потреби. Затоа сме 8 милиарди, а не сме 1 или 20. Има ли државата капацитет да го реши проблемот? Малку ви е недоречено. Која држава? Република Северна Македонија или било која држава во светот? Нашата држава, ние сме фокусирани на државата во која што живееме. Да, ама нашата, вашата, нивната, ние имаме име и презиме сега што ни го ставија. И сега сме Република Северна.
Во ред, благодарам многу. Значи, сите теми кои што ги обработува Црвена линија се фокусирани на секојдневието и случувањата кои што се во рамки на нашата држава во која што живееме. Добар ден. Здраво, здраво. Здраво. Види се вака за Западот и за Америка, нашата држава е за жал Северна Македонија, Северна Република Македонија. А инаку за мене дури ни република не би цел, Македонија. Толку за таа тема. За темава околу редовата еднаквост. Лично јас не поддржавам вакви наметнати работи од Западот, али она што го прави црквата не го поддржавам па уште повеќе. Затоа што црквата веќе не е македонска црква, затоа што она веќе шурува заедно со оној од Истанбул фанарот, значи не превезува преку вода жени да станеме бугарски православци или од овој јужниот душман православци. Значи затоа не ги поддржавам, затоа што се лицемерни и прават превара. Значи плюс веќе почна меѓу народот македонски православците да се шири една да се даваат листи за да се избориме да покажеме дека сме огромен број за да не бидеме у тој дел на фанар таму. Така да црквата нека не се пере со овие хомосексуалци, да речеме, или ЛГБТ заедницата, затоа што ако мисли дека на овој начин ќе добие поени, се запркнава. Све додека не прекине со Атина, со Истанбул да шурува, до тогаш нема да имат поддршка од мене, нити по овие други. А инаку имав еден пријател од ЛГБТ заедница, негов газа беше, такаше да го врбува за некоја работа, овој го одби. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. А па не сум, гледам на телевизија. Аха. Вие самите не можете да се видите, но можете да се слушнете, но подобро да го намалите тонот на телевизорот. Го намалувам. Добар ден. Еве, не се... Дали го поддржувате законот за родова еднаквост и сметате ли дека државата има капацитет да го реши овој проблем? Не го поддржувам и мислам државата нема и ме интересира парадата на гордоста, односно геј парадава, како ќе се вика за овие другиве луѓе што не се во геј парадата. Може ли некој да ми каже за тоа? Ова е гордост, а другата како не гордост или што е работата? Имате уште време или тоа ќе биде? Знам, имам, ама толку можам да кажам. Другото, ова власт не ми одговара. Не треба побрзо да се замени за државата да виде малку добро. И толку. Добро, што ме толку благодарам и за толку си како сте добре дојдени и продолжете да не следите. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден и убав ден, Марбеке. Најубав ден и вам секако. Вашата екипа. Вака, ја не се слагам со ова. И не одам на паради. Какви се тие паради? Ја попот не го ценам. Ја ценам мантијата на попот, а него не. Што низинат не излажат. Јас сум од них многу огорчена од тие попове. Да ми толку, да ми волку, ама да ми се. Каков е тој поп? Трна со кесата дај ми. Не, тоа не е решение. Ние ќе се... Господ создал маж и жена, не создал жена да се прави маж. Или маж да се прави жена. Ова ли е парада нивна? Срамота, толку ви благодарам, извини ако сгреших, пријатно. Не сгрешите секако со оглед на тоа што се вклучивте во денешната дискусија, продолжете да не следите. На оние кои што се јавуваат во Црвена линија, секогаш им даваме предност. Подсетувам, дискусијата можете да ја продолжите и да коментирате, шернувате и лајкнувате секако на Facebook, Црвена линија Twitter и на Instagram да не заследите, па и да ни дадете одговор на денешното анкетно прашање. Тоа е кој род сте вие, машки, женски или некој од новите видови. Добар ден. Добар ден. Јас пред да преминам на една информација, веќе дадам малку време да видиме дали гледачот е вклучен. Добар ден.
Добро, бидејќи има молку од другата страна, еве и уште една информација. Сушност лидерите на 5 верски заедници се со заеднички став на предлог законот за родова еднаквост, односно бараат негово повлекување. Велат, ние поглаварите на МПЦ, ИВЗ, КЦ, ЕМЦ и ЕЗ поттикнати од најавата за донесување на предлог законите за матична евиденција и за родова еднаквост, изразуваме особена загриженост за иднината и безбедноста на верниците, за кои имаме одговорност, а посебно за жените и децата. Сметаме дека се неприфатливи легалното признавање на родовиот идентитет во овие закони, како и збунувачкото разликување меѓу пол, род и родов идентитет. Па дали го поддржувате вие законот за родова еднаквост и сметате ли дека државата има капацитет да го реши и овој проблем? Добар ден. Добар ден, почитувани наводителки. Прв пат се јавувам во вашава емисија, али за оваа тема сакам малку да дискутирам. Значи, ова што се случило е веќе сатанска работа. Мислам дека луѓето многу во државава не се запознати доволно со Библијата, го нема доволно прочитано Светото писмо и автобиографите на светците, за да вида на која страна треба да застана, дали на страната на црквата, али па да се бунтува против црквата. Јас мислам дека ако доволно се прочита Библијата и светите, автобиографите на светците, многу луѓе ќе има духовно во душата и ќе се ослоне на страната на црквата и ќе стана уште поголеми верници и поддржувачи на црквата. Јас сум веќе и поддржувач, затоа што не знам колку пати имам прочитано Светото писмо и треба тие што повеќето од власта не се придржува според Божите закони, не краде, не лажи, не сведочи лажно и многу други. И затоа мислам дека овој немир на народот и ќе настрада дури и тие што се дел на верници што да секојдневно во црквата и што се големи боговерци и големи поклоненија што прават спрема Бога. Мислам дека невини луѓе ќе настрадаат ако нешто се донеси во погрешна смисла или во погрешен правец на законите. Јас не можам да сватам овде што се бара, али Господ е. Благодарам многу за јавувањето. Ке подсетам 90 секунди е време траењето на секое излагање. Секако добре дојдени сте повторно да го завртите нашиот телефон. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам. Значи вака, во однос на законот што го спомнувате, за родова еднаквост. Јас признавам само закон на природата, односно како што МПЦ кажала од дедо Адама, или ако сакате по Дарвин, значи на светот постојат мажи и жени. Два пола. Според тоа, тука нема никаква дилема, функционално, анатомски и така натаму. Јас сакам да посочам дека овој проблем непотребно се комплицира, затоа што ова е решено во спортот, ако знаете, и јас кажувам сега, ако се случи евентуално некоја, например, жена спортува, а има повеќе хормони машки, не и дозволува да се надпреварува со жени. Разбирате? Значи, тоа стручно медицински се утврдува и нема што тие да размишљаме. Значи, тоа се тие девијации кои што сегде постојат во природата, деформации, да речеме, на личноста, ама тоа се решава медицински и стручно. А ако е маж, е маж, ако е жена, е жена. Не, сега јас сакам да видам Марсовец. Ме разбирате? Ма тоа се чисти глупости. Едно општество, кое и да е, може да каже, има таму сега и медицински зафати и така натаму, ама тоа е друга работа, која ќе докаже дека е тоа, така ќе го пишат. А не, јас сакам да видам ова или јас сум ова. Се чувствувам така. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Вие сте повелете. Убава тема, доста горлива и тешка, нарочито за децата, што треба да се определуваат, иако Господ ги создал, Господ го создал човекот онака како што треба да биде. Не го поддржувам јас овај закон, не сме мити владата да го поддржи. Државата опште не треба да има удел. Ако он се чувствува машко-женско
И добро кажа претходниот гледач, има доктори, нека оди, па нека се прави дали сака машко, дали сака женско, па после нека се пишува како сака. Меѓутоа заштита од државата и средства за да се фрлат за такви глупости, а за болни луѓе не, уопште не го поддржувам. Црквата сите е напаѓаат, црквата мора да стои за народот, зашто црквата е од Господ создадена, не само црквата и џамите и верските други објекти на другите националности. И тие се приклучуваат кон ова, дека и они не се слагат. Наместо да ги учат децава на културни работи, ние ги учиме на некултурни, една сатана, еден џаул влегол во народот. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Добар ден, повторно звони телефонот. Добар ден, Тина. Добар ден. Па еве, дали го поддржувате законот за родова еднаквост? Како го поддржувам? Не. Ова држава не е држава. Кога се убиваат мајки, се морат да парче нефта на интернет и се убиваат, овие е држава. Што да поддржуваме? Тоа е, не знам, Тина, тоа е гадна работа. Не знам, црквата си е црква, државата си е држава. Тоа. Поздрав, Тина, поздрав толку. Голем поздрав и до вас. Секако благодарам за вашето јавување. Продолжете да не гледате. Добар ден. Ден. Во црвена линија сте. Повелете. Поздравувам и сакам да кажам дека јавно ќе поддржам црквата и ќе присуствувам на протестот, затоа што не можам да прифатам нешто што не е природно. Значи, од Бога е дадено да се има, да се биде маж, жена, да се постане татко, мајка. Значи, јас немам ништо против ако некој се чувствува, да речеме, ликот му е како жена и се чувствува како маж или обратно. Само едно би сакала да прашам, или демека не ми е јасно, како може ако е маж се чувствува како жена, дали може тој да допринесе за нашето општество за размножување? Значи, нема логика, јас мислам дека нема логика. Нека си живеат, нека немаме ништо против нив, меѓутоа нема никакво законување, тоа е глупост. Природа е природа, што создал Бог, тоа е. Според вас државата има ли капацитет да се справи со овој проблем? Па мислам дека државата е народот, ако ние сите имаме мислење дека природа е природа, а тоа е веќе, не знам дали е хормони или се болести, што е, нека им се помогне на луѓето во однос на тоа колку може, меѓутоа не јавно да се декларираат и како може. Ја не можам да кажам ако некој не може да роди дете. Значи како ќе биде тој? Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Добар ден. Јас се повторпат, само што се уклучив и се исклучи. Ете, вие сте во црвена линија, велите повтор пат, па продолжете, да слушаме. Да, се исклучив, да. А ова ја не го поддржува, јас само поддржува што дал Господ машко и женско, иначе ова е, за мене, воопште не иде во обзир. Како можело, маж со маж, жена со жена, пак не поддржува овие работи, не. Овие не се недоликуваат. Дали ќе бидете дел од протестот? А не, јас одстував со стара жена ја и овде да ја не излагам по тие работи. Така, според вас, дали државата има капацитет да се справи со овој проблем? Државата со ништо не може да се справи, некако и пушти државата во не знам како да речем, во амбис, ништо ни држава имаме, ни политика имаме, ни мој да се справи ни со корупција, ни со ништо, готово. Ја изгубено има надеж од државава, политичарите само си кренеја плати за ними и друго ништо не интересира. Ама однадвор му е открие ова што е кражбиве што и прајат. И ама тие немаат. Не знаат што направи нашите политичари. Срамотија. Ја предадоe власта и готово.
Така, благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Дали може јас да поставам едно прашање? Што е тоа родова еднаквост? Еве, конкретно ќе ви дадам информација, но не сакам да ви одземам од секундите. Родовата поделба е разновидна и од почетокот на 2019 година е ново регулирана со закон. Во матичната книга на родени може да се избере еден од трите пола, машки, женски, разновиден. И се уште, барем тогаш, ова е за според во Европската Унија, еве, според новите закони од 2019 година. Ама еве, сега кај нас се најавува и протест од страна на Македонската православна црква. И какво видување имате вие во однос на законот за родовата еднаквост? Никаква родова еднаквост. Се знае маж и жена и се знае како се оди по православието. Значи, ова сега што ни го наметнуваат е толку, како да ви кажам, наметнат од Западот, што ете едноставно цел народ е против тоа. Значи, државата нема никаков капацитет да го реши овој проблем. Та нема капацитет на сиромајот да му дај едно парче леп и да ги вработи младите, сите ни побегнаја. Имала капацитет да се справи со наредбите од Западот. Ајде да видиме да е Путин тука или од Кина, па да видиме дали ќе го има овој закон за родова еднаквост. Нема таква работа. Ама си го дадовме под кирија да извините да не бидам безобразна. Ќе одиме во Европската Унија на свете никогаш, па сега уште закон за родова еднаквост. Нека си го имат тие законот за родова еднаквост. Се што е девијантно дојде од Западот. Не дојде од Истокот, не дојде од Русија, не дојде од Кина, не дојде од таму. Се од Западот е. Фала многу, ама не ни требат. Ај, од нив нема никаков. Се знае кој се таму. Се знае која земја е најрасипана, се знае која е, да не речем, Европската К. Се знае за Европа како од старата К. И со ова се докажува истото. Ви посакувам пријатен ден. Ви посакуваме пријатен ден, а секако не пропуштете да проследите што понатаму ќе кажат останатите гледачи кои што ќе бидат вклучени во ова издание. Добар ден. Одамна не сум се јавил, поздрав од Буковиќ, општина Сарај. Голем поздрав и до вас. Голема поддршка до владиката за утре. То не треба само православната црква да го организира, туку цела Македонија треба да станува. Не може жена и жена, маж и маж брак да склопат. Господ рекол машко и женско, и човек, и животно, и птица, и све што е живо на земјината кугла, машко, женско да биде. Така опстојува светот. Јас деца да имам, не би му дал да усвои дете маж и маж заедно, или жена и жена, никогаш не би им дал. Како ќе ги чува? Кој е мајка, кој е татко? Глупости. Најстрого ова да се одбие, кај нас не смее такво нешто да се донесе. Дали според вас државата има капацитет да го реши овој проблем? Па ние сме државата, водителка, народот. Ние треба да бидеме единствени за ова. Единствени треба да бидеме. Строго ова да се откачи најстрого што може, опште и да не се разговара во парламентот. Одма да се бриши, ни дискусија, ни ништо да нема, не се прифаќа и точка. Благодарам и поздрав. Големо благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Дали сум на линија? Да, повелете, ве слушаме. Благодарам. Во принцип не го поддржувам овој предлог. За мене, што се вели и Бог и која го стварал светот, дал машко женско и треба така да се владееме. За мене не може, дури недозволиво е двајца мажи дури да бидат родители, затоа што како ќе го воспитува тоа дете? Треба да го воспитува да биде исто како нив. Или две жени заедно, да посвојат дете и како ќе го воспитуваат. Меѓутоа, овде кај го наоѓам грешката во природата. Ова е грешка на природата што створила такви луѓе, да речеме, со повеќе кај мажите женски хормони, а кај жените со повеќе машки хормони и
за мене тие луѓе треба да си отидат на лекар, да си го сменат полот и да формираат нормално, значи, општество каде што ќе може да општат на тамошниот живот како маж и жена или како жена и маж обратно, значи се значи на тој принцип. Меѓутоа државата овдека не може да делува да помогне, затоа што претежно во светот владеат такви, значи такви владеат и тие настојува и успеа да не заведат сите, да го дозволиме да има мешовити бракови, каде што сега се трудат да направат и да посвојуваат деца, кое не смее, значи... Благодарам за јавувањето. И сега малку ќе ги вклучиме и твитерџи. Ќе почнеме со една дискусија помеѓу Мите Најдов и Модести Блис. Мите Најдов има напишано: зошто законот се вика закон за родова еднаквост, а не се вика закон за полова еднаквост? Модести Блис, затоа што не признаваат полови, сметаат дека децата се родени без полово, дека биолошките разлики меѓу половите се општествени конструкции. Мите Најдов одговорил: како може биолошките разлики да бидат општествен конструкт? Тоа се коси едно со друго. Општествен конструкт може да биде религија, етничка припадност, па еве и сексуална ориентација, ама полот е природно определен. А дали вие го поддржувате овој закон за родова еднаквост? Добар ден. Добар ден. Тино. Повелете. Вака сега. Ало. Да ве слушаме, продолжете. Ако изрази желба да се пријави као таков, па нека се пријави. Што има тоа врска? Александар Македонски бил геј, имал љубовник него. Ако вашето дете има хормони на женско, вие ќе го убиете ли или ќе го протерате од дома? Ама немојте да ще полемизираме некои работи. И црквата не треба да се меша во државата. Таа е надзор од државата. Мислам дека владата ќе се справи со овој проблем. Имаше една емисија, еден од тие го прашуваше едно верско лице. Дали вие, вашето дете, би го убиле, ако се изјасни како тако? Ама на такви хипотетички прашања не одговара. Добро, на вашиот пријател, ако се роди такво. Мислам дека има право на тоа, како сака нека се изјасни. Имате уште време. Молим? Имате уште некои 17 секунди. Имате ли што да додадете плюс? Па не е тоа што... Па Александар Македонски ви кажав, геј бил, имал љубовник. Што е сега проблемот? Добро, во ред. Благодарам за тоа што се јавивте и го изложивте вашиот став. Продолжуваме. Ете, имате можност да слушнете досега што се кажа гледачите. Може би со некој ќе се сложите, може би ќе се надоврзете, но како и да е, драго ни е дека се вклучувате во Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, Тинче. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам секако. Јас не дискутирам уопште за темата, но би сакала да те поздравам ради тоа што ме препознавте вчера по гласом, но меѓутоа на Црвена линија која се јави за наградите. Но јас се јавив вака исто како сега, само да ве поздравам и да ви кажам дека само вакви водителки и вака нешто ми треба да не развесели. Но ова не сакам ова тема. Но вие весело ни давате со вашиот лик, со вашиот насмех, со вашето све. Ме разбирате? Се сретна ние и во телма телевизија ако се сеќавате. Така, благодарам многу, драго ми ако еве допринесувам да се чувствувате сите поубаво и секако во добро расположение. Но како да е Црвена линија, денес зборуваме за тоа и навистина сакаме да слушнеме кој е вашиот став. Дали сте вие меѓу оние кои што го поддржувате законот за родова еднаквост или можеби не, и дали сметате дека државата има капацитет да се справи со овој проблем? Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Ќе бидам многу краток. Западот како структура, како општество е неморално општество
Само едно може да го спаси тој Запад, да се роди друг Хитлер. Благодарам, се најубаво. Благодарам многу за јавувањето. Ќе продолжиме повторно со твитерџи. Еве дискусијата која што навистина огромен е интересот и помеѓу твитерџи во однос на оваа тема за која што говориме денес со вас. Па еве фортификација продолжува, вели тука е финтата. Мите Најдов вела дека законот ги штити жените, тогаш зошто не е полова еднаква за да ги штити припадничките од женски пол? Ликица напишала затоа што има само два пола, машко и женско, а родови може да се стават какви сакаат. Ненормализам. Мите Најдов допишал тогаш што нема врска со правата на жените, туку со правата на општествените конструкти. Така, еве каков е вашиот став во однос на овој закон за родова еднаквост, го поддржувате или не? Тоа е она што дискутираме денес во Црвена линија. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам секако. Никако не го поддржувам законот, прво да кажам. И друго да кажам, овој закон прави ново родово суштество. Нити машко, нити женско. Трансродово. Хајде, како другше да го тумачам, кажете. Како да го дефинирам другше? Ваква секта има во, да не кажем, во некоја држава. Каде и што? Така да што сака ти нас да не направат секта више? Мислам, ова е стварно срамота, нешто, не знам со кој памети на кого и од каде ова им доаѓа. Што им фали, кој, што е и како е. И што ќе правиме секој ден, кој како сака, така ќе се пишува и прави. Денес машко, утре женско, задутре не знам што и како ти иде. Мислам, ова е срамота, невидена. И не знам дали има овдека, кој збор да го кажам, да не увредам некого, не знам, паметни луѓе. Што малку да резонираат паметност. Ова е така и така, молим лепо. Кој сака, нека друг кој сака и како сака, нека се декларира. Меѓутоа, вакво нешто, ова не можем. Не јас само, многу народ е иритиран. Дали ќе излезете на протестот, еве? Обавезно. Значи, ова е крајно нешто што може да се направи, ова ти е веќе секта. И има вакво нешто постои. Се знаеме штите. И каде, и што, и како, која држава. Срамота невидена. Па до кој дереđe донеса Македонија и нас народот овде македонски. Па кој бре, како сака, нека се пише така, ако сака, меѓутоа, она што е, брате, се знае кој е редот и каков е и што. Благодарам за јавувањето. Еве уште еден твит ке ви прочитам со цел нормално да ги слушнете и ставовите и дискусиите кои што ги водат твитерџи. Кашлица има напишано, затоа што Македонската православна црква се станати како политичка партија. Ги имаат ресурсите да помогнат и да ги заштитат децата, но не ги интересира тоа што умираат деца и ние обичните смртници даваме се од себе да си помогнеме меѓу себе. А сега се борат да ги заштитат децата од институционален проблем. Добар ден, ако имаме нов гледач. Стар гледач, односно прв се јавим, сега имам среќа да се јавам уште. Така, ве слушаме, повелете. Дали го поддржувате законот за родова еднаквост? Тоа значи закон, тоа значи обврски према општеството. Ако некој се прогласи Палма, какви обврски ќе му дадете на Палмата? Или на некој, тоа е болест, убаво рече човек еден, тоа е односно помодарство, може да се каже, и сега, ја мислам дека позадината е комплетно рушење на едно нормално семејство, зборувам нормално, како што досега традиционално семејство, и ја не се согласувам да се пише како што сака. И тоа е страшна работа. Постојат правила и обврски. Она правила, како што си е во село, така и во град. Како што во општеството постојат тие правила, се ги рушат и да нема никакви правила. Тоа е уште една работа, тоа е причина од однесувањето на нашите, не сакам наши да ги кажат, политичари кои што се направија и овдека сега сакаат да бидат, да се додворат до тие европски вредности, за жал тоа е уништување и бидејќи дебело се загазени во криминал и корупција, сега ова барем да го прифатите. Другото и не може да го да било што нешто направат за да има нешто плюс. Ви благодарам многу.
Благодарам многу и вам за јавувањето. Добар ден. Ден. Ало? Да, се слушаме во Црвена линија. Поздрав до тимчето. Тина се јавам од Свети Николе. Поздрав до сите кои што не следат. Сакам да кажам дека невладините женски организации многу години работат на родовата еднаквост и во сите совети на локалната самоуправа се формираат комисии, но со друга цел, да бидеме рамноправни со мажите, 50% да бидеме застапени и ние жените во советите, во парламентот, на сите работни места и да се искорени оној патриархално однесување кон жената во семејството. Ова не можам да го сватам и навистина не е за нашиот простор и за нашето постоење како луѓе. Сите знаеме и религија, и вера, и треба тоа да си го почитуваме. На тој начин си го зацртуваме идентитетот, верата и слично. Значи, сум против овој закон. Значи, многу спротивно ова се третира сега. Родова еднаквост, значи, требаше рамноправни да бидеме на работните места и во општеството, во сите сфери на живењето. Според вас државата има капацитет да го реши овој проблем? Во ова аз не верувам. Мораме ние малку сите и женски организации, невладини, сите да бидеме навистина спремни за ова да не се дозволи. Ова многу не можам да сватам. Значи зборот срамота што сите го потребија, навистина не го заслужуваме ние на овој простор што живееме како луѓе. Така, благодарам многу и вам за јавувањето. Драги мои, дојде времето да проследиме реклама. Ете, дојде времето да ги соопштиме и резултатите од денешната Инстаграм анкета. Ке ве посетам за следите на Facebook Црвена линија, секако на Твитер, профилот на Телма телевизија на Facebook и на Инстаграм. А оние кои што не следат таму и активно се разбира се кои нам учествуваат во нашите анкети, а на денешното прашање на Инстаграм стори анкетата. Кој род сте вие? Резултатите се следни опции. Имавме под А машки, со оваа опција одговорија 42%, под Б женски 58% и под В некој од новите 0%. Сега она што е 100% сигурно, а и драго ми ако ве расположувам, верувам дека сега ќе имаме ситуација каде што ќе ве префрлам во една поинаква димензија, така и ве можевте, се уште можете да кликате сега кога одговорите и да учествувате во Инстаграм анкетите. Меѓу другото, ќе ве потсетам дека она што ќе ви се случи веднаш по Црвена линија апсолутно е одлично расположение, па еве драги мои, да бидеме повеќе од сигурни дека денес некој од вас ќе освои фрижидер, јас да ве подготвам во овој момент. Тоа значи дека сега ќе ги прочитам некои од прашањата кои што секако ќе бидат во заврти на Телма, па и ќе подмогнеме, секако ќе подкажеме и очекуваме да го завртите повторно телефонскиот број, да заврти тркалото за вас и некој од вас да освои многу награди, меѓу другото и фрижидер. Па еве какви прашања ќе имаме. Кој авион беше долгогодишен придружник на Дарио Панковски? Потоа имаме прашање од што се добива алкохолниот пијалок Калвадос. Имаме и прашање најде го на трапникот допир, мирис, вид, слух и говор. Кој е главен град на Ангола? И еве ви уште едно прашање, како се вика османлискиот итроманец и шегаџија противник на Итар-Пео. Јас ќе ви се заблагодарам на сите вас кои што се јавивте во Црвена линија. Ние ќе се продолжиме секако во наш дух во утрешното издание, но еве апелирам сите вие кои што се вклучите во Црвена линија, особено ќе ми биде драго повторно да ви го слушнам гласот и во заврти на Телма, па овој ден да се го завршите и со нов фрижидер. Се гледаме.